Во оваа емисија зборуваме за значајните карактеристики на инвестицијското банкарство. Инвестицијското банкарство е високо специјализиран сегмент на финансиската индустрија. Неговата главна функција е да ги постави заедно, директно преку механизмот на финансискиот пазар, крајните штедачи или институциите кои ги апсорбираат штедните влогови со субјектите кои што сакаат да се стекнат со дополнителни средства за инвестиции или имаат потреба од различни типови на потрошувачка. Инвестицијското банкарство игра голема улога и во помошта на сопствениците на акумулираното богатство, што го поседуваат во било каква форма на финансиски инструменти, во смисла да ги пренаменат овие средства, употребувајќи финансиски инструменти и пазари, кои ќе бидат во согласност со нивните различни погледи и проценки во однос на атрактивноста која представува комбинација од ризикот, добивката и ликвидноста. Трите најважни атрибути при инвестирање во еден финансиски инструмент. Во остварувањето на овие две основни функции, оние кои се инволвирани во инвестицијското банкарство действуваат како пазарни интермедијанти. Во овој контекст тие мора да бидат одвоени и разликувани во споредба со другите банки и институции, кои ги апсорбираат штедните влогови и одлучуваат за нивната алокација, а во меѓувреме ја имаат истата функција како финансиски интермедијанти. Употребата на финансиските пазари е во суштината на инвестицијското банкарство. Развојот и еволуцијата се тесно поврзани со растот и експанзијата на финансиските пазари, инструментите кои тие ги нудат, како и механизмите кои тие ги употребуваат. Има огромна разлика помеѓу активноста на инвестицијските банки и институциите кои што го извршуваат тоа. Активноста кај инвестицијските банки може да биде превземена и извршувана од банки кои се финансиски интермедијанти, кои може да ја извршуваат оваа функција дозволена според определена регулаторна мерка, но исто така и индивидуални, односно универзални банки кои сакаат да се вклучат во ваквиот тип активности. Всушност, историјата на развој на инвестицијското банкарство е историја и на депозитните и комерцијалните банки, кои преминаре со работа во ова поле, што е подложено на построги регулаторни мерки. Постојат три различни фази во еволуцијата на инвестицијското банкарство. Првата фаза се однесува на класичното инвестицијско банкарство. Тоа се ограничува, речиси целосно на зголемување на екстерните средства на нефинансиските компании и различните владини тела преку издавање на хартии од вредност на пазарот. Втората фаза ја покрива експанзијата на инвестицијското банкарство во брокерството и тргувањето, играјќи ја улогата на агент за купување и продавање на хартии од вредност на финансискиот пазар, но исто така и тргување со нив, односно действувајќи како дел од финансискиот пазар, употребувајќи ги нивните сопствени средства. Од тогаш тоа почнува да вклучува и менаџирање со средствата на богатите индивидуалци, тела кои вршат колекција и организирање на влоговите, како и тела кои работат на пласирање на средствата што тие ги употребуваат во инструменти тргувани на капиталниот, кредитниот, како и пазарот на пари. Овде се почетоците на вклучувањето во индустријското преструктурирање, употребувајќи и капиталните и другите финансиски пазари. За време на оваа фаза основната функција на издавање на хартии од вредност на пазарот на капитал останува основна функција која генерира поголем дел од профитот на инвестицијските банки, додека останатите дејности наведени во втората фаза претходно заземаат мал дел од добивката. Третата или созреаната фаза на еволуцијата и развојот на инвестицијското банкарство се карактеризира со брзо зголемување на релативната важност на индустријското преструктурирање, кое може да се изврши преку аквизиција, здружување или фузирање, односно здружувања кои се поврзани со појава на активен пазар кој служи за остварување на корпоративната контрола. Ова е проследено со брз раст на менаџментот на фондови, посебно пензиските фондови, од оние кои се поддржани од инвестицијските банки во форма на отворени фондови, како и други типови на фондови кои се поддржани од поединци и институции кои вршат колекција на штедни влогови од штедачите. Финалната карактеристика на оваа фаза се директна инволвираност на ценовниот ризик и трансфер пазарите, употребувајќи различни деривати кои се тргувани на организирани и неорганизирани пазари. Активностите на инвестицијските банки се вршат од специјални и независни институции што ги нудат сите или некои од сервисните
кои што се споменати погоре, или од универзални банки кои ја вршат оваа функција и ги нудат овие сервиси покрај нивните традиционални сервиси како превземање на депозитите и кредитирање на населението и правните субјекти. Институционалните канали на остварување и функционирање на инвестиското банкарство мора да бидат различни и разликувани од инвестисиско-банкарскиот бизнис сам по себе. Овде типот на институцијата кој е вклучен во инвестиското банкарство е утврден според определени регулаторни рамки, според кои финансиските институции се слободни да извршуваат својата дејност во определено време во склоп на дадени рамки, според изборот на индивидуалните институции и според нивните преферирани сегменти и продукти. Поопширно кажано, може да се констатира дека постојат два типа на регулаторни рамки. Првиот тип дозволува инвестиското банкарство да биде извршувано од сите типови на комерцијални банки, резултирајќи со појава на универзални банки кои покрај депозитните активности се појавуваат во сите или само во некои типови на услуги кои се нудат преку инвестиското банкарство. Вториот пристап ги разделува класичното инвестиско банкарство од комерцијалното банкарство и понекогаш од некои специфични инвестициски банкарски активности. Во понатамошниот дел од емисијата продолжуваме со факторите кои се однесуваат на еволуцијата на инвестиското банкарство. Развојот на инвестиското банкарство во суштина е поврзан со развојот на капиталните и соединетите финански пазари, каде активностите на инвестиското банкарство се позиционирани. Развојот на овие капитални и финансиски пазари е рефлексија на таа интеракција помеѓу одделните економски сили од една страна и регулаторните рамки од друга страна. Во согласност со ова, треба да се спомене дека институционалните и социјалните фактори се поврзуваат со дистрибуцијата и употребата на правата на собственост на финансиските инструменти и начинот на кој што ги ефектираат структурата и промените во однос на карактерот на самата индустрија. Фундаменталните економски сили имаат огромни влијанија на инвестиското банкарство, на неговиот развој и на неговата еволуција. Најзначајно е нивното влијание преку зголемувањето на реалниот приход и примањата по глава на жител, што само по себе ја зголемува побарувачката на финансиските сервиси, предизвикувајќи вложувачите, односно штедачите и инвестициските банки како финански посредници да ја бараат најатрактивната комбинација во однос на финансиските инструменти, кој што ќе има комбинација кај ризикот, приносот и ликвидноста, претходно споменати три најзначајни елементи. Објаснето ова во пошироки размери, тоа значи дека овој фактор доведува до раст во побарувачката на услуги понудени од инвестиските банки во споредба со обичните услуги кои што се понудени од комерцијалните банки или некој друг тип на банки или финански посредници. Оние кои имаат потреба да допијат дополнителни можности за инвестирање, преку инвестициските банки се во можност полесно да го изберат методот и финансискиот инструмент кој што е најпогоден и кој ги задоволува нивните потреби и барања. Основните економски движења директно влијаат на услугите понудени од инвестиските банки, со тоа што вршат зголемување на нивните барања и потреби. Ова се постигнува преку намалување на релативните давачки од една и зголемување на атрактивноста од друга страна. Овие влијанија се проследени и со технолошкиот развој кој е поголем во услови на економскиот раст. Значи, во однос на трошоците и другите елементи, економските сили влијаат и имаат значајна улога во подобрување на побарувачката и понудата на услугите кои што се понудени од инвестиските банки. Регулаторната рамка во зависност од потребите може да го забави или да го забрза прогресот со промена на релативната позиција на услугите понудени од инвестиските банки во определено време во однос на услугите кои што се понудени од комерцијалните банки со промена на нивната релативна атрактивност од миксот на атрибутите на финансиските инструменти што се поврзани со операциите на финансискиот пазар. Регулаторната рамка влијае врз развојот на инвестиското банкарство преку нејзиното влијание во однос на финансиските иновации. Доколку постои потреба за забавување на финансиските, особено на капиталните финансиски пазари, ќе се одложат финансиските иновации дизајнирани за да ја зголемат ефикасноста и ефективноста на финансискиот пазар, услугите како и сервисите кои што ги нудат инвестиските банки на овие финансиски пазари.
Забавувањето на комерцијалното банкарство може да се изведе и преку форма на легална поделба на активностите помеѓу активности на инвестицијските банки и активности на комерцијалните банки, рестрикција на големината на индивидуалните банки и кредитните линии кои што ги нудат овие индивидуални банки, како и рестрикција во однос на цената на самите кредити. Доколку пак се прави спротивно и се забавува капиталниот финансиски пазар, тоа може да вклучи забрана за издавање на определени специфични хартии од вредност на капиталниот пазар или пак да предизвика неатрактивност преку зголемување на нивната цена и комплексност, со тоа зголемувајќи релативната атрактивност на банкарските кредити споредени со инструментите на капиталниот финансиски пазар. Освен од економските фактори и регулаторната рамка, како две најзначајни фактори, развојот на инвестицијското банкарство е ефектирано од дистрибуцијата на правото на собственост и начинот на кој тие се применуваат. Ова е дел од проблематиката на корпоративното владење. Повторно, на ризик на спецификацијата може да се каже дека трансформацијата од собственичкиот капитализам, каде што собствениците на капиталот сами го менаџираат и не се јавува конфликт на интерес помеѓу нив, до менаџерскиот капитализам, каде што собствениците го делегираат правото и силата на менаџирање и одлуки околу дистрибуцијата и протокот на парични средства, што се генерирани од капитал што тие го контролираат, па се до третата фаза, односно до институционалниот или така наречен финансиски капитализам, каде што правото на менаџирање со капиталот и одлуките за дистрибуција е делегиран директно од собствениците на тие финансиски институции, го фаворизира инвестицијското банкарство во однос на другото традиционално, односно комерцијалното банкарство. Тоа го фаворизира инвестицијското банкарство, вклучувајќи ги и финансиските, како и капиталните пазари. Зошто? Бидејќи ја шири собственоста и делегацијата на сила за менаџирање од страна на собствениците, што игра важна улога во можноста да се здобие, интерпретира и реагира врз база на компарација со информации што се поврзани со комбинација повторно на ризикот, профитот и ликвидноста како атрибути на индивидуалните вложувања. Ова е единствено можно поради експанзијата на финансиските маркети, што овозможува тие што имаат права делегирани од нив од страна на собствениците на капитал да иницираат потези кои резултираат со промените во перцепцијата за релативната атрактивност на компетитивните опции кои ги имаат на финансискиот пазар и можностите кои се искажани во вид на основни пазарни индикатори. Значи, поместувањето од директна на индиректна собственост, како и префрлување на правата на собствениците на финансиските интермедијанти, ги фаворизира инструментите поврзани со финансиските пазари, кои, како што беше споменато и претходно, се срцето на инвестицијското банкарство и неговиот натамошен развој. За да видиме како на вистина и реално функционираат инвестицијските банки, продолжуваме со прилог кој ги отсликува инвестицијските банки и нивното функционирање во реалноста. Драстична промена на американскиот банкарски систем. Од 5 големи американски инвестицијски банки, 3 се преземени или банкротираа: Bear Stearns, Merrill Lynch и Lehman Brothers. Последните 2 пак го сменија статусот. Goldman Sachs и Morgan Stanley стана обични банки. Со тоа двете банки се ставаат под построга контрола на националните банкарски правила. Тие делумно ќе треба да се откажат од својот најпрофитабилен бизнис, краткорочно позајмување на релативно ефтини пари и инвестирање во висококаматни, но ризични продукти, излегување на берзите, фузии, позајмици и кредитни писма, управа со капиталот со силно користење на шпекулативни методи. Ова беа работите со кои исклучиво се занимава инвестицијските банки. Тоа беше деловен модел кој се разликува од обичните банкарски универзални модели, како оние во Германија. Што значи универзално банкарство? Универзални банки значи дека тие имаат комплетна палета понуди од банкарската област: штедни влогови, давање кредити, платен промет. Главната разлика меѓу универзалните банки и инвестицијските е тоа што вторите се занимаваат исклучиво со големи теми, како сделки на пазарот на капитал, преземање со финансирање и слични работи. Американскиот посебен банкарски систем.
Универзални банки имаше и во Америка, како последица на економската криза на крајот на 20-тите години на минатиот век. Американците решија да го поделат бизнисот тесно сврзан со пазарот на капитал од остатокот на банкарските услуги. Тој модел е наречен Glass-Steagall. Според имињата на двајца сенатори, намерата беше да не се дозволи ризиците од инвестицијското банкарство да преминат врз останатите банкарски работи. Ризиците се пред се во променливите приходи, високи добивки во добри години, високи загуби во лоши времиња, како актуелниве. Така банките кои досега имаа висок процент добивки во инвестицијското банкарство, сега бараат приближување кон банките кои имаат многу ситни штедачи, чии заштеди добиваат ниски камати. Тоа беше мотив зошто, например, Deutsche Bank се интересираше за Postbank. Првиот човек на Deutsche Bank, Јозеф Акерман, пред 10 дена вака ги опиша предностите на делумното преземање. Двете банки располагаат со одлични комплементарни продукти. Deutsche Bank е особено силна во инвестицијската област, додека пак Postbank има предности во прва линија во штедните влогови и кредитирањето на купување и градење станови. Нов статус за американските инвестицијски банки. Подобар пристап кон средствата од Централната банка и полесно преземање на банките со повисок удел на приватни муштери и повисоки заштеди. Кон тоа се сремат Morgan Stanley и Goldman Sachs со својот нов статус. И за германскиот банкарски надзор, сделките на инвестицијските банки беа трн во око. Во трговијата со кредити, банката што дава кредити на крајниот корисник често се наоѓа во позиција да не се грижи за почитувањето на темелниот принцип на ограничување на ризиците. Оние кои се во состојба да ги ограничат ризиците, пред се банките кои доделуваат субвенционирани кредити, во принцип немаат голем интерес да ги минимизираат ризиците со одговорно однесување при доделувањето кредити. Од некогаш познатите инвестицијски банки, значи сега не остана ни една. Американскиот законодавец тоа можеше да го предвиди. Уште во 1999 година беше повлечен Glass-Steagall актот и со тоа во Америка беше овозможено враќањето кон универзалниот банкарски систем според европски модел. Улогата на инвестицијското банкарство во финансискиот систем. Колку од една страна инвестицијското банкарство помага финансискиот систем да изведува некои од основните функции подобро и поефикасно, толку и еволуцијата на инвестицијското банкарство е еден од најважните фактори што го движи развојот на финансискиот систем во целост. Фундаменталните функции што финансискиот систем мора да ги овозможи се да овозможува и да менаџира систем на плаќање и тргување, да ја овозможува ликвидноста на финансиските пазари, да ги трансферира штедните влогови од оние единици кои имаат повеќе до оние единици кои имаат дефицит и да ги алоцира според ризикот, добивката и ликвидноста. Фундаменталните функции што финансискиот систем мора да ги овозможи се да го овозможува и менаџира системот на плаќање и тргување, да ја овозможува ликвидноста на финансиските пазари, да ги трансферира штедните фондови од оние единици кои имаат повеќе до оние единици кои имаат дефицит на овој тип на фондови, како и да ги алоцира според ризикот, добивката и ликвидноста, да ги следи единиците кои преземаат надворешни финансиски средства и конечно да го проценува, трансферира и продава ризикот. Може да се каже дека инвестицијското банкарство ја стимулира мирната трансформација на системот, со тоа што помага за придвижување на системот од банково ориентирана фаза, каде што сите претходно споменати функции се изведуваат и овозможуваат само од комерцијалните банки по пат на билатерални договори, во пазарно ориентирана фаза, каде што пазарот игра зголемена улога во изведувањето на претходно споменатите функции и на крајот за влегување во фаза каде што пазарот и инвестицијските банки доминираат во финансискиот систем. Овој пат на прогресот е економски оправдан затоа што ги редуцира ресурсите кои што се употребени за да се изведат некои од основните функции, го зголемува квалитетот во тоа што ја зголемува еволуцијата на ризикот, изведува функција на поделба и диверсифицираност на ризикот, врши замена на заедничкото креирање на мислењето кое на негативен начин влијае врз различните финансиски пазари и конечно со зголемување на обемот придонесува во зголемување на можноста на економијата да прифати поголем ризик, да одговори побрзо на промените
и соодветно да реагира во однос на перформансот на единиците кои земале надворешни финансиски средства. Гледано од оваа перспектива, инвестицијското банкарство и неговото учество во пазарот се важни фактори во економскиот развој и развојот на финансискиот систем во целост. Инвестицијското банкарство е едно од круцијалните елементи во експанзијата на подобра и појасна колекција на финансиски информации, процесирање и комуникација, која е едно од најважните елементи на економскиот прогрес. Економските и социјално-институционалните фактори континуирано го зголемуваат нивното влијание врз инвестицијското банкарство и разликите во регулацијата на финансискиот систем, кој што неизбежно ќе следува во наредниот период на еволуција. Глобализацијата на светската економија очекувано води до раст на релативната важност на другите земји кои се вклучуваат и се покриени од страна на инвестицијското банкарство. Со оглед на даденото внимание и потреба за проширување на влијанието, финансиските пазари и инвестицијското банкарство доаѓаат се повеќе во центарот на финансиите и банкарството.